Лайф кавар заедно со Илија Кекиритков на Угада FM. Среда 20 часот го следите на новото издание на емисијата Лайф кавер на Угада FM. Вечерва мои гости, ветераните на штипската рок-н-рол музика, популарните Јасмин бенд начело со Јасмин Маневски, потоа Стојан Насевчело и Благој Андонов. Тоа се членовите на Јасмин бенд кои се вечерва присутни во емисијата Лайф кавер. Вечерва ќе обработуваме песни од бившите екс-југословенски простори, но и македонски песни. Претежно тоа се рок композиции. Ќе слушнеме наскоро кои тоа ќе бидат песни кои ќе бидат исвирени вечерва. Меѓутоа, првото прашање кое што го поставам секогаш е она: како ја засакавте музиката? Јасмин? Прво, добро вечер, стрекна вечер на сите што сме на иста фреквенција и што би рекол Радер Обожаров за многу години емисија. Па првите почетоци на музиката мислам уште од кога сме заплакале. После изгледа е било па после сме пеале. Од мали години. Влијанието од кој си? Влијанието не знам, едноставно само по себе си дојде. Дали тоа може би твоето обкружување, дали твоите пријатели или сепак во фамилијата? Па немаме некои музичари во фамилијата. И не знам, едноставно привлечеме гитарата. Сепак друштвото во се изгледа и другарите. Гитара, пеење, дружба. И потоа продолжи натака. Да. Стојан, ти? Како е засека музиката? Па исто, почнаваме едно време заедно, уште 93-4. А пред тоа? Пред тоа зема искуство малце од брат ми, он е 10 години постар од мене музичар. Така. Па така додека они вежба и јас полечка научи се помалку и така. А ете влијанието стигнаме од до својот сега брат. ден денес. Благој? Јас ке направам исклучок тука, ќе кажам дека мојот дедо Бажо беше ГДџија и јас музиката ја засакав од таму, од него. Од мали нозе. Од дедо ти така. Од дедо ми, да. Одлично. Во секој случај, вечерва ние ќе обработиме песни кои што се доста популарни песни од претходниот период од 80-тите години претежно. Првата композиција која што се договоривме да ја отсвирите е темата на култниот српски рок бенд Ван Гог, која носи наслов "Некој ти има ночас". Ајде да слушнеме како ќе звучи во изведба на Јасмин бенд.
заедно со Илија Кекиритков. Ја следите емисијата Live Cover, вечерва мои гости, момците од Јасмин Бенд. Колку време постои Јасмин Бенд? И како се формираше? Па Јасмин Бенд, Предпоставувам дека има интересна приказна. комотно да кажем дека постоje кога беше хит Касандра. Тоа време свираеме со Шерон Стоунс Бенд. Отприлика кога година е тоа? 90 и некоја, предпоставувам. 697. 96-97 Текила кога беше Така. Актуелни. актуелно, да, во библиотеката и Значи 18 години. да, заврши Касандра и сите у Текила. И како дојде до формирањето? Еве, кажа дека продолжена рака на Шерон Стоун. Да, на Шерон Стоун. После 2,5 години свирење со Шерон Стоун направивме мала пауза. Кои беа членовите? На Членовите таа првата беа формација на Јасмин Бенд. Стариот ѓавол Дејан Иванов, Така. Мацо бас, така го знае да сите презимето. Николов. Маријан Николов, да. Значи Стојан Чело и јас беме у Шерон Стоунс. Со Шерон Стоунс снимаме и Мила песната, која еден начин е преработка од психомода поп. Така. адаптирана Подоста на и ќе ја македонска слушнаме верзија, таа песна, да. така. Така да попрекино на постоењето на Шерон Стоунс, Дали сте членови кои што членува во Шерон Стоунс се членови на почетната формација на Јасмин Бенд? па Таа четворка. со Стојан не, со Не? Стојан Чело продолжиме да постоеме нели како дел од Јасмин Бенд на кој се придружија Баже, Така. Владко Симон. Симоновски. Ватко Симоновски, така, и уште многу други. да, Ане Опашинов, Виктор Манев, така да имаме Повеќе членови во Една членови. ракометна репрезентација може да направиме. Интересно во секој случај, еве ние се договоривме втората композиција која што ќе освирите вечерва да биде она познатата од Галија која носи наслов Дали си спавала. Може да слушнеме. Дали си спавала, дали си сањала, како се руши авала? Дали те нервира, кад ти и свемира, пошалjem летира? Дали си сањала, како je nestala voda iz plavog Dunava? Da li si patila, kada si shvatila da si me izgubila? Naći će sve što po meni miriše, naći će svet koji nestaje, naći će sve što po meni miriše, naći će svet koji umire. Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Kada me ne bude, neka te probude talasi požude. Naći će se što po meni miriše, naći će svet koji nestaje, naći će svet što po meni miriše, naći će svet koji umire.
Načiće sve što po meni miriše, načiće svet koji nestaje, načiće sve što po meni miriše, načiće svet koji umire. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Токму така, 91 МГц, ја слушате емисијата Live Cover, вечерва мои гости, Јасмин Бенд. Инаку, момците од Јасмин Бенд, во кои други бендови имат членува? Јасмин, ти одговори прво прашање. Јас ќе одговорам директно, ние беме стварно многу мали тај период, може да кажем прва година, втора средна школа и го формираме бендо Алан Форд. Популарниот стрип. Горан и Гордана Гајич, Зоран Секов, Иван, нека ми прости за како се прозиваше од Кентаур, така го. Так, Иван Андов. Иван Андов, да. Која година е формирано тоа? Дали се сеќаваш? Почетокот на 90-тите, претпоставувам, може би порано. Можно и Па по да, и порано. 80 Крајот на 80-тите. 80 и некоја, така имаме и една песна, викаше се би можел да раскажувам за 80 и некоја. Да. Освен Алан Форд, Освен Алан Форд, нели, после тоа продолжуваме со Шерил Стоун, Така. Јасмин Бенд, Тоа е умеѓу време да не забравам, беше некој период како дел од екипата на 3 пати на ден, Така. што свиреше ритм, гитара и вокал. Мене се со покоен Хелени од Паризов. И тоа е тоа, така. тоа е, денеска сме тука on the face of the place. Чело ти, во кој бендови имаш членува освен Па Јасмин? немам по-многу бендови, те Шерон Столично се, тоа Така. е и Јасмин Бенд. И последно време нешто со Тачка за црна точка. Така. Значи со него снимаме две-три. Авторски песни имаш. Да, идва спота, продукција на К15, значи тоа е. Тоа е во глобал. Благој? Па јас почнав некаде во декот на средната школа со Дени Лагер, го направивме бендот Надвор од времето. Тамо настапивме на Поп Рок Фест 93 и 94 година. Значи пред 20 години. Да, почетоци. околу 20 години може. Освен Надвор од времето? Освен Надвор од времето има доста бендови. Доста бендови. Па и заедно имаме Така. свирено во Регенератор бенд. Токму така. Продолжение на Надвор од времето е денешното Хотлайн со Јорданчо Станчев. Така. И така. Тоа е во глобала, значи во повеќе бендови имате членувано, доста имате акумулирано искуство за овие 20 години. Ајде сега и наред и третата песна која што ќе отсвирите. Исто така легендарна XU рок песна од Психомол Поп, која носи наслов Фрида. Може да ја слушнеме.
Кавар, заедно со Илија Кекиритков. Ја следите емисијата Live Cover, вечера мои гости, момците од Јасмин бенд кој постои веќе можеби 20 години на штипската рок-н-рол сцена. Кажуваме како дојде до формирањето на Јасмин, меѓутоа најголемото влијание ми се чини сепак е од Домот на младите. Дали тоа така? Да, Домот на младите е основен почеток како што е На сите рок бендови да, што како што е долу тонската скала. Така мислам дека Дом на млади не само за Штип, Дом на млади имаше огромно влијание врз целокупната музичка рок сцена во Македонија. во Македонија, да. Една голема благодарност унапред до Божидар Симоновски и екипата заедно со него што е била таму, што е дозволила сето тоа да се случува, да се направат тие проби, да гледаме помали од поголеми Така. и обратно у некои. Многу музичари се Да. изникна од Домот на младите во изминатите 20 години. Па мислам дека добро подковани музичари излезеа од таму и верувам дека ќе продолжи Дом на млади со тоа темпо, дека пак ќе се оформат тие некои секции музички, Така. некои джем сешени кај што ќе можат младите да покажат кој што умее, знае, така. да. И да биде една мотивација за младата генерација да продолжи Да се занимава со музика. со музика, да. Следната тема која што ќе ја обработите е оригиналната тема, навистина не знам од кој е, меѓутоа добив информација од баше дека војвоđански блуз бенд ја изведува песна, блуз композиција во секој случај со текст, ваш текст, така? Да. Дали тоа лично твој текст јас? Па текстот порано, нели, да речем, пак ќе се врна малку бивша Југославија, одеме на локални работни акции и сите ја пееме таа песна со тоа што се пееше на српско-хрватски јазик тоа време. Шечеру мој, така? Да, Шечеру мој и со текот на времето ние си ја преадаптираме на Шекер. Шекерче, така, на македонски јазик. И кој да питам и од бившите ју простори, се уште не знам, никој нема точен одговор, единствено башката од некаде изгледа. Па имаше некоја информација од YouTube, Од YouTube, да, да. случајно. Така, Радован Петрович. Така, Од некој Радован беше. Петрович, војвоđански блуз Војвоđански бенд, блуз бенд. Шечеру мој, меѓутоа, овој пат на македонски јазик, Шекерче. Шекерче во изведба на Јасмин бенд, може да слушне.
кавар, заедно со Илија Кекиритков. Ја следите емисијата Live Cover, вечерва мои гости момците од Јасмин Бенд. Инаку природно, момците од Јасмин Бенд каква музика слушаат? Благо? Па на почетокот кога почнав да слушам музика, право се закачив на AC/DC, тоа ми е прва касета што имам купено во животот. После долго разработував тај хард рок и уште... Значи сепак рок музиката, така? Рок музиката преовладува во сето тоа. Меѓутоа не се ограничуваш. Да, не се Претпоставувам. ограничувам никако, слушам се што е добро, се што ново излага и пратам Во тренд. Во тренд што е сцена. Јасмин? Јас кога сме веќе првата касета беше баш како тебе. Ке мене првата плоча и тоа од Дом на млади имаше Панајур на времето. Касета со пенкало. И си купи плоча Дженис Джоплин, тоа ми е првата плоча што сум ја купил во животот. Музика цел живот, додека не ми се испорасипаа грамофоните, слушаше на плочи и ми е многу криво што нема веќе некои такви... сега не се користат повеќе. Некој грамофон да си набавам, затоа што имам доста плочи. Инаку, освен Дженис Джоплин, како жанр музика? Освен Дженис Джоплин, слушам Флойд, Юту, Така. претежно, Класични рок бендови. да, уживам у музика, радио слушам нон-стоп, кога грамофоном ми аут, значи радио слушам нон-стоп и тоа е. Така. Челоди? Ја започнав со Ивица од бавите така, кога се запишаваме прва година средна школа и почнаваме да вежбаме, а он металец мал. Кои бе бендовите кои ги слушате? Whitesnake. Значи Whitesnake. Директ и филмо Раскршче го изгледам и те тоа е. Значи Ти директно оттука на Девид почна- Ковердел и Whitesnake. И сега како стареме, само уга да си пуштам и Така. тераме си работа. Се има тука. Уживате со музика Да, на дуга. добра музика пушта. Токму така, добар избор во Час. секој случај. Наред е петата композиција која што ќе ја обработите. Тоа е македонска популарна рок композиција, легендарна можем да кажем, од гевгелискиот бенд Зијан. Темата носи наслов Пушти коси. Може да ја слушнеме. Запе бистра горо и ти сонце мило златно. Запети со и понеси песна нова, мака стара. Играј оро крши снага, ој ти моме мило драго. Коси, ветар да ги носи. Играј оно крши снага.
vetra goro i ti sonce milo zlatno. Za petico i ponesi pesna nova maka stara. Igraj oro krši snaga, oj ti mome milo drago. Pušti ko si, vetar dragi nosi. Igraj oro krši snaga, oj ti mome milo drago. Ko si, vetar dragi. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Токму така, лайв кавер на Угода FM. Вечерва мои гости Јасмин Бенд. Дали има нешто авторско од Јасмин Бенд? И колку песни? Авторско има 4 песни. Така. Тоа е 21 век, што некои са слушнале, некои неки имат прилика да слушнат. Значи Мила, Барбика и Жаба се вика таа песна, ќе биде изненадување, само после кога ќе се завршат сите тие работи, донесе многу таксаме, што викаме што како. Во секој случај, верувам дека ќе си дојде се само по себе. Во секој случај авторската музика е неизбежен дел и е белек на една група. Авторските композиции, во секој случај имате адаптирано две. Едната е свиревте, тоа е Шекерче, кажавме од Радомир Петрович, Шечеру мој. Сега следува последната песна за вечерва. Веќе ти спомену песната на Синаслав Мила, на македонски е, меѓутоа оригиналната тема ми се чини од Психомоло Поп. Еве сега во преработка со македонски текст од Јасмин Бенд. Може да слушнеме за крај. Пушти уште погласно и уживај со Угода FM. Токму така. Ајде. I sad kam jaz da bidam tvoja
Ова беше се во издание на лайв кавер на Угода FM. Слушајте го репризното издание во сабота со почеток исто така од 20 часот. Мои вечерашни гости, повторувам, беа момците од Јасмин Бенд.